Во на време кога владееа судиите настана глад во земјата. По чудиниот Витлеем еден човек отиде со својата жена и со своите два сина да се насели во Моавските полиња. Тој човек се викаше Елимелех, жена му Ноемина, а двата негови сина Малон и Хелеон. Сите беа ефратци од чудиниот Витлеем. Стигнаа во Моавските полиња и тука се населија. Тогаш Елимелех, Ноеминиот маж, умре и таа остана сама со своите два сина. Тие се оженија со Моавки, едната се викаше Орфа, а другата Рута, и таму живееа 10 години. Тогаш умреа Малон и Хелеон, и така Ноемина остана и без своите два сина и без својот маж. Тогаш таа се крена со своите снаи да си отиде од Моавските полиња, зашто чу во Моавските полиња дека Бог го посетил својот народ и му дал леб. И така таа си отиде од местото каде што живееше, а со неа и незините снаи. Тргнаа на пат за да се вратат во јудината земја. Тогаш Ноемина им рече на своите две снаи: вратете се секоја во домот на својата мајка. Господ нека ви биде милостив како што бевте вие кон покојниците и кон мене. Господ нека ви додели двете да најдете мир, секоја во домот на својот маж. И ги полюби, а тие се расплакаа гласно и рекоа: не, ние ќе дојдеме со тебе при твојот народ. Но Ноемина им рече: вратете се назад, кирки мои, само одете. Премногу сум стара, не сум за мажење, па и кога би рекла: имам надеж да се омажам уште ноќеска и да родам синови, зар бисте могле да чекате да пораснат и зар бисте останале немажени заради нив? Не, керки мои, мојата тага би била поголема од вашата, зашто Господовата рака се крена на мене. Тие пак заридаа и Орфа ја полюби својата свекрва и се врати. А Рута остана со неа. Ноемина и рече: ете, гледаш, твојата јатрва се врати при својот народ и при својот Бог. Врати се и ти по својата јатрва. А Рута ја одговори: не ме принудувај да те оставам и да си отидам од тебе, зашто каде одиш ти ќе одам и јас. И каде ќе живееш ти ќе живеам и јас. Твојот народ ќе биде мој народ и твојот Бог мој Бог. Каде ќе умреш ти ќе умрам и јас. Каде ќе те погребаат тебе ќе ме погребаат и мене. Господ нека ми врати со секакво зло и со неволја ако ме оддели нешто од тебе освен смртта. Гледајќи дека цврсто наумила да оди со неа, прекрати да ја одвраќа. Така заедно одеа додека не дојдоа во Витлеем. А кога дојдоа во Витлеем, сиот град се возбуди заради неа. Ма ова ли е Ноемина, пријатна, прашаа жените, а таа им одговараше: не викајте ме веќе Ноемина, туку викајте ме Мара, горчлива, зашто се држителот ме исполни со горчина. Од тука заминав со полни раце, а сега Господ ме враќа со празни раце. Зошто ме викате Ноемина кога Господ посведочи против мене и се мокниот ме завитка во тага? Така се врати Ноемина со Моавката Рута, со својата снаа од Моавските полиња. Стигнаа во Витлеем токму кога почна жетвата на јачмен. Ноемина имаше роднина по мажот, човек многу имотен, од Елимелеховото семејство, се викаше Воз. Тогаш Моавката Рута и рече на Ноемина: сакам да одам во полето за да доприбирам класови поној, кај кого ќе најдам милост. Таа ја одговори: појди, керко моја, и отиде, дојде во полето па почна да доприбира зад жетварите, а среќата ја доведе во полето што му припаѓаше на Воз од Елимелеховиот род. И ете, дојде Воз од Витлеем. Господ да е со вас, ги поздрави тој жетварите, а тие му одговорија: Господ да те благослови. Воз му рече тогаш на момокот што ги нагледуваше жетварите: чија е онаа млада жена? А момокот кој беше на четварите одговори: тоа е младата Моавка што дојде придружувајќи ја Ноемина од Моавските полиња. Прашаше: дали смеам да доприбирам и да собирам класи меѓу сноповите за четварите? И ете, дојде и остана од утрото се до сега. И само малку влезе во куќата. Тогаш Воз и рече на Рута: чуј ме, керко моја, не оди да доприбираш кај друг, туку држи се покрај моите ниви и покрај моите трудбеници. Внимавај на која нива тие жнијат, па оди по нив. А им наредив на момчињата, за да не те допира никој, кога ќе жедниш, оди при садовите и пий од тоа што моите слуги ќе налеат. Таа падна на своето лице, му се поклони до земјата и рече: зошто придобив толкава милост во твоите очи, за да ми посветуваш внимание кога сум тугинка?
Voz i odgovori, čuv što si napravila sve za svojata svekrva po smrta na tvojot maš, kako si gi ostavila tvojot tatko, tvojata majka i tvojot roden kraj pa si došla vo narod što do včera i do zavčera nego poznavaše. Gospod neka ti plati za sve što si napravila i neka ti dodeli polna nagrada Gospod izrevi od Bog, koga si došla za da se zasolneš pod njegovite krilja. Ta prezede, koga bi možela svekogaš da nađa milost vo tvojite oči, Gospodaru, zašto me uteši i progovori od srce na svojata sluginka, iako ne sum kako nekoja od tvojite sluginki, koga beše vreme za ruček, voz i reče, dojdi vamo, jadi od ovoj lepi topi go tvojot zalak vo ocet. Ta sedna pokraj žetvarite, a toj stavi pred neja prženi zrna, jadeše i se nasiti, i ušte i ostana. Koga stana da dopribira, natamu voz im zapoveda na svojite slugi, ta neka dopribira i među snopovite, a vi nemojte da ja navreduvate. Tuku ispuštajte klasovi i odsvojite rakatki, i ostavajte ja neka sobira i ne ih branete. I taka dosobiraće se do večerta, pa togaš go čuka ona što go imaše dopribrano, beše okolo jedna efa jačmen, ta go zede svojeto i dojde vo gradot, a sve krvata vide kolku dosobrala. Togaš ruta izvadi i dade što i ostana otkako se nasiti. Sve krvata ja praća kade dopribiraše denes, kade raboteše, neka bide blagosloven onoj koji pogledna na tebe. Toga šta i raskaša na sve krvata kaj kogo rabotela i reče, čovek od kaj kogo rabotev denes se vika voz. Togaš Noemina i reče na svojata sna, neka Gospod go blagoslovi onoj koji neki liši od svojata milost, ni živite ni mrtvite. I Noemina dodade, toj čovek je od naših rod, jedan od našite rodnini. Moavkata Ruta raskaže na tamu, ušte mi reče, drži se pokraj mojite rabotnici, dodeka ne ožnjat se moje. Togaš Noemina i reče na Ruta, na svojata sna, dobro je, kerko moja, odi po nekovite trudbenici, sada ne ti bide neprilika na nekoja druga niva. I taka se držeše pokraj vozovite rabotnici i to pribiraše, dodeka neki ožnija i jačmen od i pčenicata i živeše kaj svojata sve krva. Togaš Noemina neziната svekrva i reče, kerko moja, da ti pobaram mirno mesto kade bi možela da bide srekna. Gledaš voz so čiji trudbenici beše, naš rodnina, eve, tojke veje nokeska jačmen na gumnoto, izmij se i namačkaj se, obleči se ubavo pa otidi na gumnoto, ne ostavaj da te prepoznaje pred da se najadi i napije. Koga ke legne, vidi go mesto to kade ke legne, pa koga ke legne, otidi tamu, podkrenija pod krivkata od njegovite noce i legni tamu. Toga što ke ti reče što treba da praviš, ta i odgovori, ke napravam sve kako što mi veliš. I slize na gumnoto i napravi sve kako što i poveli sve krvata, a voz otkako jadeše i piješe i taka se razveseli otide i legna pokraj stogot. Ta pristapi poleka, mu gi otkri nosete i legna. I okolo polnog čovekot se trgna i se zavrte i jete, žena leži do njegovite noze. Koja si, praša toj, a ta odgovori, ja sum Ruta, tvojata sluginka, raširi go skutot na tvojata obleka, na tvojata sluginka, zašto si mi staratel? Gospod da te blagoslovi, kerko moja, reče, ova tvoje dobro delo što go napravi sega ušte podobro od prvoto, zašto ne otide da baraš mladi luje, ni bogati ni bedni. I zato, kerko moja, ne plaši se sega, ke storam sve za tebe što ke pobaraš. Zašto si te vratine mojot narod zna deka si česna žena, da, navistina sum ti staratel, no ima ušte pobližen on mene. Ostani nokeska, ako utre toj, kako staratel, saka da te zeme, dobro neka te zeme, a ako neke, ke te zemam jas, živ Gospod spij do utroto. I ta spiješe pokraj njegovite noze do utroto, to i stana pred da može čovek čoveka da prepoznaje, zašto misleše ne treba da zna deka žena bila na gubno. I reče, daj ja nametkata što je na tebe i drži ja dobro, ta ja pridrži, a toj i turi 6 meri jačmen, pa i ja potkrena. I ta otide vo gradot. Koga stigna, sve krvata ja praša, što je so tebe, kerko moja, a ta i raskaža sve što storil čovek od zaneja. I dodade, ovije 6 meri jačmen mi gi dade, velejki, ne smeješ da se vratiš pri sve krvata so prazni race. Ta i reče, bidi spokojna, kerko moja, dodeka ne vidiš što ke bide, zašto toj nema da ima spokojstvo, dodeka ne dokrajići se ušte denes. Poto voz izleze pri gradskata vrata i sedna tamu, i ete pomina onoj staratel za kogo zboruvaše, i voz go povika, ej, dojdi tuka i sedni, toj dojde i sedna.
Тогаш воз зеде 10 луѓе од градските старешини и рече: "Поседнете тука." Потоа му рече на старателот: "Ноемина, која се врати од Моавските полиња, сака да ја продаде онаа земја на нашиот брат Елимелех. Затоа одлучив да разговарам со тебе и да ти предложам да ја откупиш нивата пред овие кои седат тука и пред старешините на мојот народ. Ако имаш намера да ја откупиш, тогаш откупи ја. Ако немаш намера, кажи ми да знам, зашто пред тебе никој нема право на откуп. Јас сум по тебе." А оној рече: "Сакам, ќе ја откупам." Тогаш воз кажа: "Кога ќе ја купиш земјата од рацете на Ноемина, треба да ја земеш и Моавката Рута, покојниковата сопруга, за да му го запазиш покојниковото име во наследството." Но роднината рече: "Тогаш не ќе можам да бидам откупник, за да не го растурам своето наследство. Откупи ја ти, зашто јас не можам." А од старина беше обичај во Израел, за да се подкрепи полноважноста на откуп или на замена. Човекот би собул една обувка и би му ја дал на другиот. Тоа беше сведоштво во Израел. И така и оној старател му рече на воз: "Откупи ти." Па ја собу обувката и му ја даде. Тогаш воз им рече на старешините и на сиот народ: "Вие сте сведоци дека денес откупувам од раката на Ноемина се она што беше Елимелехово, се што беше Хелеоново и Малоново. Покрај тоа ја земам за жена Моавката Рута, Малоновата жена, за да биде запазено покојниковото име во наследството и за да не биде збрижено неговото име меѓу неговите браќа и за да не исчезне од вратите на неговиот роден крај. Вие сте денес сведоци за тоа." Сиот народ што се наоѓаше при градската врата и старешините рекоа: "Сведоци сме Господ да даде жената која влегува во твојот дом да биде како Рахила и Лија, кои двете го издигнаа Израелевиот дом, збогати се во Ефрат, а прослави се во Витлеем. Твојот дом нека биде по потомството што ќе ти го даде Господ од оваа млада жена, како домот на Фарес, кого Тамара му го роди на Јуда." Така воз ја зеде Рута и таа му стана негова жена. Влезе при неа и Господ и даде да заноси и роди син. Тогаш жените рекоа на Ноемина: "Благословен да биде Господ кој денес не те остави без наследник и да го прослави неговото име во Израел. Тој ќе биде твоја утеха и подкрепа во твојата старост, зашто го роди твојата снаа која те љуби и која ти вреди повеќе од 7 синови." Ноемина го зеде детенцето, го стави на своето крило и му беше воспитачка. Соседите му дадоа име говорејки: "Се роди син на Ноемина", и го нарекоа Овид. Тој е татко на Есеј, Давидовиот татко. А ова е Фаресовото родословие. Фарес имаше син Есром, Есром син Арам, Арам син Аминадав, Аминадав син Насон, Насон син Салмон, Салмон син Воз, Воз син Овид, Овид син Есеј, а Есеј син Давид.